Со макотрапна работа, желба и љубов спрема Бога, Александар Ангеловски од штипското село Суфилари гради манастир посветен на светителот Јоаким Осоговски. Манастирот се гради пред се за да се собереме сите селани, и селеници, роднини и пријатели, на истумениот празник и да се извидиме и прикажеме, бидејќи животот е еден, истакна Ангеловски, и додава дека црквата е започната од земја и со помош Божја истата ќе се направи како што треба да биде. Почнеме да изградиме на црква за селото. Празникот славиме Свети Јоаким Осоговски 28 вечерта и 29. За да се направи манастиро, за да може да ги врнеме селото. И селото веќе не е скроз запустено. Иако почнав да градам, сите ме викаа, бе, соновали се, шо, како, викам, не бе, едноставно сакам да помогнам на селото. И да дадете свој влог. Да, за да може да дојде тај ден да се извидиме со тие што се тука ојдени, што се израснале, што се ојдени по држава и да се на денот да се извидиме. Помош, ово што е изградено се како мајстор се на моја рака изградено. Помош имам од Мите Минол, многу голема благодарност. Човекот што ми помага и уште тројца тука мои барчеди од селото, тројца што работат, друго помош немаме. Што знам, не сме не одили да тражиме, ама немаме помош. Црквата ние почнеме од нула, од темели. Темели нови изградена. Сега лани го оставиме и крсто, осветиме, сега останову натре за да се измачка. После ќе почне да се траже помош, ќе видиме или некој за да се цртат тие иконостаси да се прават за да се оформи унатре црквата. Земаме си благослов, имаме си документ од владиката како треба да изгледа црквата, кога да ја осветат, кога да остават крсто, исто доаѓа од црквата доаѓа тамо, гледаја црквата за да се освете, вика треба да биде црквата по пропис, како што си прилега да биде црква наиш. На истото место, пред многу години се случувале чуда, по кој ден денеска дрвјата сведочат за историјата од тоа време. Па овие дрва, како што кажуваат нашите стари дедоми и таткоми, те, например, овај Бресто, може да е стар 200-300 години. Како што знаат они, дрвото е исто. И чудна работа, сите бресија тука што излават, што се излават, сите на истиот принцип, така налегнати, сите така излават да растат. Од селото некој дојдел сечел дрва, ама утре дента вика дека пепелта ја враќал назад, дека местото било свето и затоа никој тука ни дрво смее да исече, ни да нешто да се направи. Во време на османлиското робство, овде имало црква, но поради тогашниот бег истата била разрушена до темел. Па црква, старите наши кажуваат дека на овој место доаѓали и мало, ама за време турско била бутната. И како памтиме ние, како деца, тука доаѓаме на вие камија, тука дека се ставаме, палеа се свеќи, одржеше некој пат по некој едно време што имаше собори, ама црква не памтиме ние да има тука. Ова е и за тоа на овој место дојде идејата за да направиме. Инаку, светиот чудотворец Јоаким Осоговски секогаш се празнува на 29 август, веднаш по празникот Успение на Пресвета Богородица. И во верата Христова тој е предпознатлив по братството помеѓу Свети Јован Рилски, Прохор Пчински и Гаврил Лесновски. Тие беле побратими каде се упатувале на кај Грдечка испосница и кога дошло време да се посветуваат целосно на Бога, тие се разделиле на 4 страни, пошто Свети Јоаким Осоговски или народски познато како Јаким се упатил кон Осоговието.